Отвориме тоа што го имаме во однос на подземните контењери. Тоа веќе го имаме предвидено во програмата Развој на ЈНА Урбана опрема, каде што предвидуваме 4 милиони денари. Таа програма треба да се смени со полуподземни контењери, заради тоа што просторните услови низ градот, особено во централно градско подрачје, не ни овозможуваат, такој проблем технички, не ни овозможуваат да ги имплементираме истите, односно го отежнува целиот процес. Што кажуваат анализите? Доколку ставиме целосно подземни контењери, целиот процес на подигање на ѓубрето би го забавило и сообраќајот и се. Така да од таа причина, таа програма веќе постои, но ќе се смени во делот на текстуалниот опис дека ќе бидат за полуподземни контењери. Значи тоа веќе го има. Веќе сме го предвидели. И треба да го имаме во предвид. Чешмите сметам дека треба да се составен дел од програмата на комуналици. И јас ја поздравив таквата иницијатива на советникот Владимир од опозицијата, дека да, ќе биде составен дел во буџетот за 2023 година, доколку добро се сеќавате, и ќе се направи соодветен трансфер до јавното комунално претпријатие Комуналец од Струмица. До тогаш убаво е да имаме отприлика некаква пресметка од страна на Комуналец и ќе ја имаме сигурно до буџетот, колку тоа би чинело, за соодветно да го димензионираме во буџетот, а при тоа да не го оптеретиме самиот буџет, затоа што мораме да знаеме дека сме лимитирани согласно Законот за финансирање на единици од локална самоуправа. Киносалата не сметам дека ќе ги подобри околностите дали ќе имаме во развојна програма предвидено со 100.000 денари или како што предлага опозицијата 500.000 денари. Не ги менува работите. Јас би сакал доколку има потенцијален инвеститор друг да дојде и да разговараме. Имаме определено простор каде би се инвестирала киносалата, но навистина е предизвик за приватниот сектор во овие моменти да инвестира. Општината нема намера. Не можеме да инвестираме од и проекциите од компаниите кои што професионално се занимаваат со одржување и изградба на киносали, велат дека 120 милиони денари би чинело изведба на две професионални, современи, согласно сите меѓународни стандарди киносали. Сметам дека предлогот на опозицијата, ако е да општината изгради киносала, нема потреба. Би ги насочиле средствата во други програми. Доколку најдеме јавен партнер кој што е спремен да инвестира, јас сум првиот кој што ќе